вашите завршни зборови барате обвинетите да бидат соодветно казнети, меѓутоа тие тврдат дека не го сториле кривичното дело за кое што се обвинети. Дали сметате дека пред судот ќе докажате кривичните дела за кои што одговараат? Обвинителството и тоа како? Сметам дека во овој предмет недвојбено со еден силен доказен капацитет. Впрочем, обвинетите можат да сметаат дали се виновни или не. Тоа за судот се единствено релевантни доказите и аргументите. Овде имавме прилика покрај сведочење и вербални докази да прегледаме материјал обезбеден со посебни истражни мерки, практично директни разговори помеѓу секој од обвинетите и сведокот, просто директни докази кои што и да кажете наспроти тие не може да бидат лага. Она што можам да го забележам и искоментираме што според оценка на јавното обвинителство одбраната не понуди сериозна одбрана во онаа смисла што забележувам дека или денес во завршниот збор можевме да забележиме дека се прибегнува кон една така наречена ad hominem аргументација со напади доминантно кон сведокот, а тоа не може да биде и не треба да биде така, бидејќи во судот треба да преовладуваат докази, аргументи, а не просто обиди за лични дисквалификации или кој што смета, бидејќи се ценат фактите и доказите. Фала.